Од 1 септември стапуваат во сила нови правила за сообраќајот и паркирањето на патот пред терминалот на меѓународниот аеродром Скопје. Според ТАВ Македонија, возилата ќе може бесплатно да застанат до 10 минути за преземање или оставање патници, но оваа можност ќе биде дозволена само еднаш во период од 24 часа. Влезовите ќе се контролираат преку систем за идентификација и автоматско препознавање на регистарските таблички, а возилото што ќе влезе повтор пат во истиот ден, повеќе нема да има право на бесплатното 10-минутно застанување. Промената има за цел одржување непречен проток на возила и обезбедување безбедни услови за сите патници, посетители и возачи. Со автоматското препознавање на регистерските таблички ќе овозможиме ефикасно управување со пристапот, особено во периоди на максимална оптовареност со зголемена фреквенција на сообраќајот. Сдруженијето на таксисти се спротивставува на новиот режим на Скопскиот аеродром, наведувајќи дека ограничувањето на бесплатниот влез на еднаш во 24 часа ја отежнува работата на лиценцираните таксисти кои во текот на денот вршат повеќе трансфери. Според нив, мерката може да предизвика дополнителни трошоци за патниците, особено за лицата со попреченост. Тие предлагаат бесплатното 10-минутно застанување да биде дозволено неколку пати дневно или да се воведе поразумен временски интервал меѓу влезовите. Сдруженијето бара и појаснување од ТАВ Македонија за обработката на податоците од регистарските таблички и изразува загриженост дали новите правила создаваат еднакви услови за сите такси оператори. Не бараме неограничено задржување пред терминалот, бараме разумно решение, строго почитување на максималното време за кратко застанување, можност за повеќе краткотрајни влезови во текот на денот и доколку е потребно, воведување разумен минимален интервал меѓу два бесплатни влеза. Очекуваме ТАВ Македонија јавно да ја образложи потребата и основата за воведување на ограничувањето 24 часа, а од надлежните институции очекуваме да испитаат дали ваквиот режим е оправдан и дали обезбедува еднакви услови за сите учесници на пазарот. Сдруженијето на таксисти исто така очекува Комисијата за заштита на конкуренцијата да испита дали различните услови за пристап до аеродромската инфраструктура ја ограничуваат конкуренцијата или создаваат неоправдана предност за одреден оператор. Инаку за возачите на кои им е потребен подолг престој или треба повеќе пати во текот на денот да влегуваат на аеродромот, меѓународниот аеродром Скопје нуди главен паркинг со 1200 места за автомобили и 6 места за автобуси. Цените за овој паркинг започнуваат од 100 денари за престој до 1 час, додека за престој од 8 до 24 часа цената е 1000 денари. Паркирањето од 3 до 5 дена чини 3500 денари со дополнителна такса од 400 денари за секој нареден ден.